Ние, јас като председател на училишниот одбор, незадоволни од одлуката на градоначалникот и за незаконското именување на директор. Знаете сите дека е направена незаконска смена на директорот и поставен ни директор со висше образование, директор кој е претензија, директор кој што навистина не ги заслужува, не го заслужува тоа нешто. Заради тоа денес дојдовме, затоа тие така дојдоа со неколку луѓе од општината, насилнички ни го врачија решението, без да го прашаат училишниот одбор, без да ве прашаат вас, без да не прашаат ниту еден од началбата, без консултација со никого, се извршија промена на местото. Она што денес ние побараме или сакаме да му кажеме на така наречениот директор, избран од градоначалникот, дека ние не се слагаме со таа одлука и не го признаваме за директор. Затоа и ние неколку наставници не ги подпишавме, не ги дадовме свидетелствата и затоа вашите деца не добија свидетелства, затоа што не може и не е валиден за нас тој да подпишува документи. И она што понатака го прави, значи денес и претходните денови си носи одлуки кои што ги заверува, ги пушта во општина и прави работи кои што не смее да ги прави, меѓутоа за жал се уште ги прави. Денес сакам од вас подршка и во идните денови да истраеме и ова неправда да ја исправиме. Ние, според законот, јако многу го пратиме законот, секогаш постапуваме по него, меѓутоа, за жал, голем дел од институциите ни свртија леѓа, тоест, оние што треба да обранат законот, многу пати знаат да се постават на страната на тие кои што го кршат. Ние, според законот, испративме жалба, она што не следуваше, до второстепена комисија на главата на Република Македонија и за жал ево повеќе од 25 дена се уште немаме одговор од таму. Од таму треба да стигне одговор и додека не стигне тој одговор, не може господинот Бранко да подпишува, да носи одлуки, да се игра и да ги подпишува свидетелствата како што сака. Се дрзна, подпиша свидетелство од трето до седмо одделение, ги подпиша, ги раздели и мислам дека и тука ќе имаме проблеми со тие свидетелства. Има некој да праша нешто? Ево ја прашање констатација. Се извинувам. Уште да кажам дека денес сме дојдени господинот Бранко да ни остапи канцеларијата, да ни го даде клучот и да ни остапи директорската канцеларија која што ја земала насила и насила. Според законот не можеме да ја земиме, ја го чекаме уште, меѓутоа како што ни ја земала, така сакаме да си ја врачиме. Одлично. Ајде да стане и да се гледаме по-убаво, ја како граѓанин на ова населба, како председател на едно здружение кое се занимава со проблематиката на трудешите и така натаму, значи апсолутно се вклучи во ова граѓанска иницијатива која е насочена во одбрана на нашава населба од разни политички притисоци и од најмногу незаконските активности, да се вериме. За политика може да дискутираме право, неправо, меѓутоа законот да го кажи не смее никој, па тој се викал Зејан Селе и градоначалник или се викал Никола Груевски и бил премиер. Значи законот треба да ваѓа за сите во спротивно, ние сме хаос или останува само дрвата и сечирите. За да не дојде до теја, апсолутно се вклучивме, се согласувам, потполно сум информиран и од наставниците и од другите повеќе засегнати овој проблем, дека смената е незаконска, нелегитимна и нелегална. Не коментирам политичките финти сега. Тоа е веќе друга тема и за тоа може да разговараме во друга прилика. Сега испадна така, за нас подкорчани, како што речи председател на училишниот одбор, новиот директор полицијата на нашиот сограѓанин Бранко Душковски е незаконско, нелегитимно и со мучки и насилно. Наистина ти кажа, мене ми е болно еден Абдула кој треба да имам наш водач доаѓа со многу примитивни методи и да кажат во наше училиште кој треба да лега, кој треба да. Тоа е за нас пораз. Меѓутоа сметам дека најголем пораз треба да е за нашиот сограѓани кој што потпаднал на тие фори. Така е. Тоа е нешто што како човек најмногу е велики.
Кога беше во прашање светјанствата за осмолеткава, ја бев директор засегнат, али и да не бев, како граѓанин реков сум засегнат, али бев директор дете моје на брат ми. Постоеше опасност да децава наши изгубен убис во тие средни школи, зошто заради игрите валкари на Села, на Абдула и на Бранко, сега ќе споменам само тројца. Може да имат почеток. За таа цел ние тука разговараме што да правиме, рековме ќе дојде школа и ќе го замолиме прво нелегитимниот директор да додека проблемот се реши, затоа што решението е обжалено. А да видиме нашето без, ја не сум правник, ама доволно сум паметен да знам некои основи на право, секоја одлука што е обжалена, таа стане ништожна. Додека постапката не се реши, таа не важи. Во тој случај директорот нов не важи. И актуелниот директор ќе се бърка работата до конечно решавање на тој спор. Видна што видна, за среќа беше некоја инспекторка, така, па кажала и наредила свидетелствата си ги подпиша за нас се уште легитимниот директор. Очекуваме дека бар тој дел на проблем нема да биде повторно актуализиран. Меѓутоа се случи пред пар дена да добие другите деца свидетелства со подпис на нелегитимниот директор. И ние како граѓани бараме тие свидетелства да бидат пратени, училиштето да ни дај нови свидетелства со легалниот и со легитимниот директор. Друго е прашање притисокот што се врши врз колеги наставници, и тоа е едно прашање што нека служи на чест и на вас лично и на тие што ве инструират и ве не знам кој избор да го реше со едно издивување. Значи бараме да најме разбирање прво кај вас како нас сограѓани со кои треба да живееме. Сега ќе бегат по 5 години. И Груевски ќе бегат по 5 години, пошто избега и Мерко и други. Меѓутоа, ние треба да не подготвени да се го држиме барем минимум достоинството и да не правиме зло на собствениот народ и на собствените деца. Без обзира колку сме воено силни и власта е со нас и така рад. Власта е менлива, подгоси не е менливо. Во таа смисла бараме свидетелства да бидат вратени и да добиеме нови свидетелства со подпис на се уште за нас легитимниот директор. За сега толку. Како представник на подгорешките невладини организации, му одаваме поддршка на оваа граѓанска иницијатива, како организирани независни непартиски невладини организации и дружени на граѓани од Подгорци. Согласно со нашите документи за делување, статутот и програмата за работа, со цели за развивање на целокупниот граѓански сектор и напредок на населбата во целина, во интерес на сите граѓани од Подгорци, изразуваме јавно несогласување со недемократско, незаконско, нелегитимно и нелегално насилно назначување на несоодветно, нестручно и неприфатено во процедура лице за директор во основно училиште. Поради тоа во целост ја поддржуваме граѓанската иницијатива за максимално почитување на законските регулативи и правни процедури за секаква функција од општи интерес за населбата. Во подпис на ова стоят Џамиски меѓис Подгорци, представен од Мутевелијата Реджовски Фатмир, Торбешкиот културен и научен центар Ромелија, председател Шериф Арадиновски, Еколошко друштво Тишкинец, председател Адемовски Шабан, Дружение за образование и култура Амбиција, председател Джилал Калимановски. Почитувам, наставниче, би било патриотски, би било професионално, би било коректно кон вашите ученици, кон вашите сограѓани, кон вашите колеги, лојално да останете на Подгорци, да не ги предавате долгорочните цели за 500 години напред, за 3, 4, 5 месеци или за 30 дена. Ако сакате да бидете херој или да бидете кукавица, изборот го правите вие, вака не учевте. Толку. Значи, треба да носите и добар ден. Ова е Бранко граѓанска иницијатива на граѓаните од Подгорци, кои што сакае да му кажат и тебе и на тој што те назначил, по Подгорци немој никој да прави како што ќе сакат некој од надвор, туку ќе прави како што ќе сакаат овие луѓе. Ова никаква нити етничка, нити политичка, нити никаква боја не сакам да му дајам. Ова е граѓанска иницијатива за која што стои денеска
колку малку граѓани, а ако имат потреба, многу повеќе. Не сакаме да правиме неред таму кај што имат ред. Овде има ред во нашето училиште и треба да се почитува тој ред и домаќински е, ако сакат некој, независно од тоа кој е и каков е, да дојде и да поразговарат со овие луѓе. Вие, ви се јавив на телефон, ви реков, Бранко, немој да правите ваква работа, не е добро. Ти рече, луѓето ме избрае затоа што бев добар. Ако беше добар, Бранко, пред 12 години не те разрешвавме, ќе си продолжиш. Ама ако продолжиш ти, убеден сум дека ова што е денеска овде немаше да постои, затоа што ти не сакаше да подпишиш барање за изградба на ново училиште. Така. Ти като председател на местна заедница, ова училиште го имаше поставено на ридом горе. А овде нешто друго имате планирано. И ако не беше твојата смена, да, и денеска стои, и тој што е сега таму градоначалник, мој да види каде е училиштето во твојата урбанистичка документација што имаше предложено ти да се гради училиште горе. На ридото, на ветрометина, на која што во зимно време децата не ќе може да појде, а камоли да учи школа таму. Ама затоа што ти си добар или не си добар, овие знаат овде. Не тој што е таму. И тој треба да дојде да се консултира со овие луѓе. Остај што сите постапки се незаконски. Сите. Не сакам да му читам на овие луѓе закон. Правниот ред апсолутно е нопак. Ти не можеш да бидеш директор, затоа што немаш образование соодветно за директор. Не можеш да бидеш. Тој немој да го разреши сегашниот директор, затоа што и предлог за именување и предлог за разрешување дава училишниот одбор. А сега, на вака во темница, во магла, сакате да направите нешто што ќе е во штета на ова населба. Мислам дека во Подгорци има доволно свесни луѓе да не дозволят таква работа да се случува. Затоа ние, вака, како сограѓани, сакаме да те известиме, ова што го правиш не е добро. Ја ти го кажав ова тебе. Ова му го кажав и на градоначалник. Имавме една средба со градоначалникот. И на таа средба со градоначалникот јас решав назив како председател на училиште, како член на совет на родители и Јандрова како член на училишен одбор. Имавме средба со градоначалникот и му рековме: за секаква соработка сме заинтересирани. Ама не на ваков начин. За соработка. Ако има некој проблем, дојди, ќе седнеме и ќе го решаваме. Ама законски. Законски, во рамките на уставот и законите на Република Македонија. Се будите, имало деца што сакале на албански, ич нема проблем. Кој ќе добиеме согласност од Министерството за образование, кој ќе добие тој согласност, паралелки нема проблем. Тие што сакаат да учат, ние никого немаме проблем да го спречаваме. Ама не на ваков незаконски начин, заради тоа што децата имаат последици. Децата кои што учат и кои што ги терае до сега, во изминатите 5-6 години, не може да земаат свидетелства. Или земаат свидетелства формално, ама наука јо. Наука не земаат. А децата, ако остане сега, од прво до пето одделение се описмене, ако остане неписмени, тој е педагог, има 30 и 40 години, во пето одделение нема, после 6 одделение нема да се описмене. Ово училиште нема нити програма, нити статут, нити согласност, за да има настава на албански јазик. Нека го обезбеди градоначалникот, тој претходниот градоначалник што имаше и централна власт, дојдеше во власта, не можеше да обезбеди такви документи, сега со сила. Мислам дека не е коректно такво нешто. Мислам дека овие граѓани кои што се апсолутно најлојални на оваа држава и на оваа општина, не е коректно такво нешто да му се прави на овие граѓани. И тоа на ваков начин. Значи секогаш сме спремни. Се додека е во рамките на на овде, на населбава и општината, да разговараме и да го решаваме овој проблем на еден софистициран, на еден модерен, човечки начин. Воспротивно, ние ќе пробаме да ги информираме и меѓународните фактори, и институциите кои што се засегнати со ова и УНИЦЕФ и Америчка
Америчката амбасада и Европската амбасада и сите кои што треба да се запознати и тие ќе се вклучат после во целосна ситуација. Ама добро е да си го решиме сами. Мисля дека ќе е многу подобро и покоректно. Најпрво, со Бранко како сограѓанин. Треба да му откажеш послушност на тие луѓе кои што ти наредат да правиш вака, што не сметам дека може би од злоба може да сакаш да му нанесиш уште поголема штета на овие деца, на ова население, да остане уште понеписмени. Ама длабоко во свеста твоја мислам дека не го мислиш ова што го правиш. И треба да застанеш еднаш пашки и да речиш работете понатака, а тој нека дојде кога сакат, ево, со сите овие луѓе и во поголема бројка ќе дојдат, да седнеме и да разговараме и да видиме што можеме да направиме во надминување на во наводници проблемот што го кажува тој. А проблемот не постои. Од наша страна не постои. Проблем постои во законот, односно во нерегулирање на работата овде законски. Секакви измишлјотини се измислуваат. Секакви можни причини може да му се наведе. Фадил му е гаснал струјата, му го гаснал парното, не е луѓе. На улица. Не е луѓе. Фадил беше и струјата беше исклучена овде од Евана заради неплатени сметки од општината. Фадил немој да плаќат сметки од джепот него. Општината е должна да добива пари доволно од владата за да може да ги плаќат редовно сметките, затоа беше исклучена струјата од Евана. А Евана е приватна фирма и таа немој никому не му дозволи. Знаете ли како е со плаќањето со Евана? Ако не работи струјата, не работи парното. Парното работи на струја. Кумпите работят на струја, не може да имат парно. И ред други секакви какви да е измишлотини се јавува, но ние мислам дека треба да си најме решение овде. Затоа се овие луѓе, јас сум овде како граѓанин, како дел од оваа населба, и навистина многу заинтересиран за ова училиште да има ред, затоа што многу сум дал од својот живот за да се направи ова зграда. За разлика од тебе и од некои други, што го спречува сето тоа. И градоначалникот претходен. Многу сум дал. Овие сиве знаат овдека, овај најпоќе, што беше дел од екипата, овај Лемрула, овај сите што бе дел од екипата од местната заедница, која што навистина многу средства, многу труд, многу енергија, многу свој пари потрошивме за да се направи тоа зграда. А тие што потрошиле за да се направи тоа зграда, тие знаат колку боли. Она што го даваш, што го трошиш, тоа го цениш. И овој објект и многу други објекти не се работат. И не може кој како сака да се игра со овие работи. Затоа овде ќе одлучи народот за сиве овие работи. Како сограѓанин сакам да го испочитуваш овој народ овдека и да ја отстапиш и канцеларијата и да му кажеш на таму на тие луѓе дека ти немаш услови овде за да работаш, затоа што не те поддржуваат граѓаните. Нити училишниот одбор те избрал, нити граѓаните имаш поддршка кај граѓаните. Кога сакат, кои да сакат, за секој проблем ние сме отворени и ќе разговараме на ваков начин како што треба цивилизирано. Ево, се слушаме добро и се разбираме. Да кажа мој два збора после дел од колективов и сакам да баш ми е ајде стана. Секоја промена на власт носи промена на функција. И тоа е во демократски земји, слушате вие, нормална работа. Но промена на власт без почитување на законското, тоа е нелегитимно. За секоја функција, како дошол пратеник утре, ќе му престане мандатот. Дошол директор, тој утре да е свесен дека ќе се ама да тој човек што ги исполни законските услови. Како па член 132 пиша многу убаво, сака да ја информира. За да биде директор назначен или веден директор од страна на градоначалник, пошто се општински училишта, мора да има минимално високо образование. А колега Бранко нема високо образование. Ја тргам од тој аспект. Законското го сметам за нелегитимно. Националното, верското, секој си е него право, партиското, некако колеги овде. Друга работа, ако ние одиме во друга насока, да не правиме раздор на селбата, да ги тераме колеги што работят по 5-6 години, да мислиме да носиме другите, е многу лошо. Не ги да ги даваме и законот, лојални сме на државата и ние треба да си користиме овде нашите услови и благодети.
а не да мислиме друга, ако мислиме такви цели. И затоа, јас све што е законски мора да се почитува. А останатото, дали е способен, не способен, тоа се други работи. Овде, прво и основно, законското не е испочитувано. И мисля, тука треба да се презен мерки. Не може и градоначалникот да избери ако не одговара по закон. Ако има висока школа, нека го назначи. За да е директор на училишниот одбор да го избери директорот. Сега кандидати со завршена школа, со 5 години стаж, да не ви набројувам. Со лиценца, све те услови се. Не може да дојме до улица да земе човек, сака градоначалник, ме дезде градоначалник, Господ да се законот се почитува. Само толку да ме запозна дека јавно мисля дека е нелегитимно, нелегално и ми е мерак вака што се собраби, ако треба повеќе и да се решат работите на еден начин законски. Ова е сега само за училиштево, ова ќе ни се случи и други работи во селово и зате да не наседнат никој, баш ми е жал ако е наседнат, ако има наседнато, не е известен за нешто. Правите муабет, јас од тебе многу убаво правих муабет, тој муабет што правих и овде дека може да го прави, што правих муабет? Народов да не се разија, да се искори. Зашто овде еден кикс мал фалит и ние да се избиеме, а и теја, ако треба, ќе го правиме. Значи овде, во Подгорци, сме вложиле труд, Мечо кажа, свој труд и ти гледаш самиот, не платени, не, значи све за доброто на ова село. И за доброто на ова село, нити Лабуништа, нити Стругав, нити никој немој да ни одреди, него ќе одреди Масава, како ќе рече, нити Шабан, нити Мечо, нити Шери, нити никој. Немој да одреди овдека. Овдека ќе одредвиме ние. Ако народот реши во ред, а на диво, шетање по улици, берење, неколку души, дезинформација ширење, теја не е убаво. И теја нема никому да му успее, макар и сите да избегат од овде, ја ќе бида тој. Јас сум искрен човек и не лага ке мене немој да се најде. Затоа и вака емотивно зборува. Бранко, со училиштево сме сега, а понатаму ќе сме и за други работи. Вака, куп и почете сме. Те моля, ја лично, имаме муабет, варвиме, комши сме, заминвиме, зашто да си вртиме, значи плештите, а ќе си вртиме плештите, ако се направи некој кикс, ако ние се згужваме, зашто ја би се згужвал, ја немам трпение, пар би се згужвал со било која личност и груести ако е. Значи ја, честноста моја, тија го правим. Ако имам Балкан и некој работи, не би ни седал овде, не би ни зборувал овде сега. Нека каже Балкан и работи, ја одмah седеша, ево Балкан си тука. Затоа мора, не сакам да должа, луѓе го нека знаеш овдека, ние овде немој да се игра никој. Ти си добар, али во овој случај погрешен потез е и ова ја ти кажа вчера дека нечем. Вчера правихме море, така? И дека нечем. И пак си одлучи, ако мислиш да се караме ние, значи остани си и барите джаре да се стири така. Ајде го збориме на... Има друг за збор? Ја имам прашање за му кратко. Како вие го спомнакливе наставникот законските, да речем, норми и прописи, учителот мој и мене ми ме учено, убеден сум дека и знаел сите тие работи, ме интересира зошто прифати. Целта која? Незаконска работа. Не го поставам. Ја би сакал сега да ми слободи. Ево, Други, ево го. Ако има друг, повелете. За да завршим. Повели, Бранко, нема такова. Прво, ме радува што некој ми се обрати како учи и следеше да рече. Не радува што учителе. Тачно е. И голем дел од дека што гледам имам учена и ме радува што вакви луѓе се исто и што живеа вака во Подгорци. Кратко јасно. До правната процедура не завршуваш. Климе ми покажа по-добро да беше правник, него што е наскриво. За
Даскал не вреди и правник може да ги знае. А може Чамбиена си? Добро се го остави, да се го искаш. Извини, рекол. Да се го искаш, да се го остави. Значи, со сите живеа шала што рече во Подгорци, а сега дезнатак со скара. Неќу да се враќам назад, кога бев прошлиот пат директор, дали су работа за училиште, дали не, тие работи, апсолутно, нема после 15 години да не идам, значи, да не заврачам и тука. Докажи тие е политичка работа, која ќе на избори и ќе кажи го. До ова правничкава работа ви рекол, иначе директно да ви кажа, јас сум назначен и не може ништо тука да направи од градоначалникот на општина Струга. Еден го разрешува, други го назначува. Го разреше претходниот директор, ме назначи мене. Зошто, како? Самиот градоначалник знае. Друго не знам што прашање имаше. Зашто прифатите вие? Ако знаете дека е незаконно. Ако знаете дека е. Зашто вие мене ме интересираат, баш ме учевте, ја ви не го учите. Директорско место те назначи градоначалник за директор, ја бев сигурно варда бе задоволни од минатиот пат. Нормално. Не доволен. Иначе со пратени. Се незаконски ја сакаш. Али за вакви работи и едно да ви кажа, ја живеа за ова село и за овој народ. Тоа да го знаете. Не го давам ниту село, ниту народов Подгоречки. Ниту децата. Ниту децата се број еден, кај мене овие 36 години. Аме знаете како си како учител, ако имате заборено, прошајте ги нови веднаш. Друго, одма да кажам. Друго, ако погреша нешто законски, барам од законот критично да одговара. Аме во законски не законски. Не слушај ти вака. Значи, сега идеја да ви го пасна да не се лажиме. Стариот директор сигурно има тужено, така? Така колку што се запал. Не зашто има. Сега не го работа. Значи, стариот директор има приводна жалба, како што следува, варда не знам. И стариот предходниот. Не е стариот, тоа е директор. Не е различно. Колегата мој. Директорот И кој колега реша 15 години го носи, онака му помага, така да е од срце во моје. Ја да го знаеш. И кога сака некој да го парпет од село пред едно 3-4 години, ја го носев за рака во Струга да ви кажете. Не е битно, теја поминато е. Друго, правничкиве работи ви кажав, пратеников знае дека кој разрешува, кој решава. Друго што за канцеларијата поставите. Не може во канцеларијата и директорот ми го даде предходен. Фадери клjuč имам ја и ако сакате во накаскашете ја. Не, го вратиш клjučот. Не може да ти го вратите. Фадер ми го даде. Не знаеш, не може да видите. Имам таму мал вака се. Друго, законската процедура да си тежи. Вервете ме. Ама зова да ме вервите, јас сум таков тип на човек. Кога бев разрешен првиот пат, кога ме наследи Суље, јас Суљета го поздравив и го гушнав. Законски! Абе, не зна законски. А знаеш како не знаеш зашто велиш не? И ова да го докажа. Утре да е, следниот месец или другиот месец, кој ќе ме некој разреши, кој ќе ме разреши од директор, тој што ќе го назначат после мене, пак ќе се поздрава како да сме живееле најдобро. Така су навикнати, така су родени како човек. Друго сега, вака за совест да контактирам, да се спротиставам, да дискутираме, да се замериме за некој раб, не. Аман за таа работа. Одговори само не се караме. Да, одговара. Ево ви кажав, значи правничката работа не може ништо. Дали е вистина дека со Самира и со Шипта си му дал во општина на села збор дека јас утешувам на уставно образование и децата на албански ќе учат. Против децата немаме. Да. Па ти си дека зборот. За бејата. Бранко, важно што
Да скратиме најмалку. Ама и ова да не забора, пошто ме нас сме на уставот на Македонија да го признат. Статут на образование. Статут на школа. Вчера дискутира следното овде пријатели, истото го кажат. Што прифати, како прифати ове водите било, слушајте едно да ви кажам. Ја како Бранко, ако училиштиот одбор не прифати, ако закон Министерството за образование не донесе одлука, ја како Бранко не може ама ништо да направи за воведување, сигурно тука се пуните, сега ми постави албанскиот јазик или не може ја. Ево уште една незаконска работа. Помошник директорот назначува и разрешува по предлог на училище. Кого го праша ти да го мениш помошник? Ево, ајде, одговори ми кого го праша, дали праша училище? Кажам, све што е незаконски, стоа за тоа. Пошто Бранко блефираш, јас со тие што тебе те клапе како директор разговара и кажа дека ти сите нивни захтеви ќе ви подпишиш и за теја те клапе за неколку месеци, иначе немој да мислиш дека тие многу те сакат и ти многу и сакаш. Овде ти на кого сакаш да бидеш директор? На овие ученици овдека, на децата од овие родители, тие не сакат, Бранко, ти беше еден директор и ти сакаш да ја затегнеш работа. Молим те, да не ја затегнеме и да бараш начини како да се издечиш по законот. Прво овде никој тебе не те сака да видиш за директор. И сега на кому ќе му видиш ти директор? Може само да искочиш негде или да земаш стапот и да пасиш овците и ними да му видиш директор. А овде не, и нема да го успееш, Бранко. Не само овци. Па видовме ние колку вие се секиравте. Ја имав дете, ја имав 4 деца имав. Имаше Петки, кога дојде, тој е сведок, не заслужuje за двојка и немавте толку секирација, знам. Сега дојде, алхамдулилlah, дојде кои се секира за нашите деца. Ја ова, добре, колку ја има. Добро, за да не доживе многу, мисля дека не сакам да те навреда, ама цинично е твоево одрезвање овде денеска, цинично е пред овие луѓе и за климата јас сум правник и ја ти кажува дека ти правиш незаконски дејанија. И сега сакавме со добро да ти кажеме, затоа сме овде дојдеми за да ти кажеме со добро. Дека незаконски си поставен, тоа го знаете и градоначалникот. Ма тие така си се навикнати да правят незаконски работи. Ама во Подгорци нема да успее таквите незаконски работи. Ама да не си ти после, да не го излечиш ти дебелиот стап, крај, остапа. Затоа ти вела, слободно, ослободиња просторијата, ќе дојде вами. Не, ја не знам што да рече, стварно. Значи, не сакам цинички училишниот одбор. Ти добро знаеш кои стават и кои разрешуваат. Градоначалникот само го верификуваат или не сака да го верификуваат, ти знаеш добро. И за претходниот избор на Фадила не сакаше тој да го верификуваат, ама министерот го верификува изборот, знаеш добро, како не ти се знаеш. Ама не сакам да се однесуваш на циничко. Пред година дена имаше овде избор за директор, имаше конкурс за директор, зашто не се јави како ги исполнуваше условите? Имаше можност да конкурираш, имаше можност да бидеш кај училишниот одбор, ке сите вработен си. Немој со вакви работи да направиш раздор во населба. Значи, ова е собир кој што сака да ти укаже. Ако ти не си свесен на грешките што ги правиш во населба. Ти реков и тоа дека ако се скараш со владарот, Бранко, ќе се скриеш во народот. Ако се скараш со народот, немат ке да се скриеш, во дженем ќе се скриеш, да знаеш. Немат ке да се скриеш. Ова е народот и со овој народ немој да се скараш. Далеко од тебе. За да не е далеко ево. Гледајте овие. Утре сакаш да дојде поќе? Сакаш утре да дојде поќе? Сакаш поќе да дојде? Ти кој што те назначи нека дојде вајде овде и со синего. Ке него кој. Аме кој ме ти гали ми да разлободиш просторијата и да си оиш? Сега нека дојде овде. Дека ти гали ми да разлободиш просторијата и да си оиш? Сака да овој да е директор? Не сака. Ернеја просторијата не сака.
нека подвиете, нема да се боли. Дай слушай, сите последици. Сите последици овде твоите се. На твоите Бранко. Сите последици ќе износиш ти. Зашто гледаш масава не те сака. И да сватиш едно, дека не си поженен и не може да бидеш директор, Бранко. Свати едно шта. Свати ми абе, разрешен си. Сам рече сега дека ја незаконски работи не правам. Знаеш дека е незаконски да бидеш директор. Как onda su моите деца законски или го сакат моето дете кога правиш валкани игри? Ама не го правя пред другите тия. Не го правя. Моля да си пада, не може да Нека дојде това. Па нема да се игра тук се го што да скоре. Нема кандидатурата, останите лојални на Подгорци. Оставете го клучот и покажете ги сите зборови што ги зборувавте машки. Нема помашки, што да речем. За Подгорци живеат. За Подгорци го лажите само. Меѓутоа себе си се лагите. Да кажа Урнавте сите наши идеали. Нека ми стоит на чест. Полоша завршница, значи само на хартија може да се случи. Ми е жал. Првиот избор беше вака, од 16 јуни. Ние имавме совет, дискутиравме. Ја ви го кажа што кажа таму, зашто ја сакам во очи да разговарам. Директор су ја, Бранко, дај подпиши ако си, немам печати. Не си директор, немаш печат, немаш подпис, не си директор. На 4 јули повторно назначвање за директор. Пак од градоначалник, значи матна игра. Значи незаконско е. Не е законско. Што е направено после подпис до обид? И кога би било законски, ако масава не се сложи, ако народот не се сложи, нема да биде. Ама и законски нека. Тоа е додатна работа. Тоа е додатна работа. Па, е така, и тоа е битно ако не те сакам. Директори имаме ми овде 10 и 4 и 20 имаме ми. Значи нема. Вие не сте директор од сега. Вие сте директор на Подгорци и на дечињата од Подгорци и на родители. Ако овие не те сакат, ние да сме ни Цена, ни Груевски, и тебе да се слагаме писта. Пријателски, како ученик, добро намерно. Ако градоначалникот нема право, како да го ама градоначалникот нема право. Важно се служи со нечестни игри. И нечестен човек немој да биде и да сакат луѓе. Кој ќе го те учи на криминал? Само некој не сакам бака карање. Ама што сакат, што сакат? Бранко, навистина сега го покажа сето своје лицемерие. И навистина не само што не сакаш законски, не само што сакаш разлог да направиш, него користиш една вешта, многу подла игра. Ја не градоначалникот. Многу голема злоупотреба е. Бараме од тебе, ќе одај ми на глас да потеле си ве, бараме од тебе во сместа канцеларијата да се ослободи. Ако треба, кој што те донесе Абдула, јави му се сега. Нека дојде овде. Не градоначалникот, Абдула. Кабакот. Не хајде да видиме други Абдула. Ја влеза канцеларија, ако влези тази поменуник си седни таму. Ќе седне како треба. Тој е безкадро има училище. Да, ключ не, Ключот од Московска канцеларија да ќе ми е. Така, не ќе спие туа. Ќе помениме, Бранко. Не.
Прво, канцеларијата подхитно да се ослободи. Не може да ослободи. Второ, слушање предложили како ќе се спомене, не знае. А тој ќе одговара пошто е председател на училиште, тој бира директор, тој ќе одговара. И тој ќе влези. Ти си даде. Ти уште немаш примопределено учење. Не е симница. Сите документи училишни се уште вџока. Ти немаш ништо од документи. Значи нема потребно да ништо изземне украдиле. Ти немаш ништо. Фадил не ти има дајано ключој тебе од архивата. Имаш ключој од архивата? Примопреда имаш од архивата. Од кештимата од Фадил. Имаш ключ добијано од Фадила? Од шкафчето. Па што тоа? Што има кој е таму? Немаме ние примопреда луѓе да правиме уште. Тоа се прави со комисија, со се, ама ние за да не започнато именување, ние немаме на цел. Нека мај си ги пари не Да не губиме време, ајде. Ајде да не губиме време, ајде да завршите работа ја. Не завршва работа, ја вие да си земам парите после мене не задружавте се. Назив е това, Назив и сите ми е боде. Не мора да идете. Само пари не взема што имаш. Не взема ништо од овде. Дека седи тука. Само пари не. И не бегаш од канцеларија? Не. Не преседиш канцеларија? Не тераш на бор? Да. Петаре луѓе во неја? Не, Назив не. Не, луѓето те терат. Ево, Назив е преседник канцеларија, ме истера на бор. Да разговараме, ако има било каков проблем, да го разрешиме на законски начин. Све што понатака ќе течат работите на незаконски начин, ја ве моля, без инциденти, без някакви по-радикални мерки, сакам да укажиме и да му покажиме и на градоначалникот и на сите дека не може никој овде да работат мимо нашата волја и спротивно на нашата волја и ако треба и иште поќе утре ќе се собериме и иште поќе заутре ќе се собериме ако имат потреба. Ако немат потреба, имате едно координативно тело кое што ќе го раководи Назив, бидејќи тој е најзапознат целосно со ситуацијава и тоа координативно тело. Ако има потреба за собирање повторно, ќе се информираме и во секој момент сакам да сме не оволку многу повеќе, за да му покажеме и на градоначалникот и на владата дека работат незаконски, односно владата касни со нејзините одлуки. Институциите, владата, комисијата второстепена од владата каснет со нивните одлуки и бараат некакви образложенија, ама тоа, ако требите, ќе ги информираме. Сега гледате, сами сме. Следниот состанок што ќе го имаме, ќе ги информираме сите медиуми да дојдат и да го слушнат проблемов цела држава и сите меѓународни фактори. Ако треба. Ако се договориме вака, мајме да си го завршиме овде се. Кој ќе дојде моментот за избор на директор, тогаш пак, вие, како граѓани, имате ваши представници во училиштево, во совет на родители, во училишен одбор. Вие, граѓаните од Подгорци, тие треба да одлучват. Немој никој кој сака нека е и градоначалник и кој сака немој да одлучи во името на овие луѓе овде. Ако ние го гласавме во моментот кога беше изборите, сега ова апсолутно не важи никаква поддршка за ваквата постапка негова. И сметам дека најголемиот дел од населбава не му дават поддршка за ваквото незаконско работење на градоначалникот. Односно, се спротивставуваат на незаконското работење на градоначалникот. За све друго сме на располагање за соработка. Имам некој прашање? Повели. Пошто рече Бранко дека Назив насилно го истера, така праве листа ние кои сме присутни овде дека бевме сите. Граѓанската сите присутни што се овде вака да се разбереме, само уште ова. Значи уште ова. Ја мислам дека Шават,
Вака, значи ја мисля дека сите сте овде возрастни, свесни и кои сакат, што сакат нека вели. Ние утре можеме да дојме само двојно повеќе. Што и да речат, и Бранко и кој сака. Само двојно, тројно повеќе можеме да видиме тука. И да му потврдиме исто ово денеска што му го кажам. Значи ништо друго не сакаме. Да не ослободат, да си работи и училиштето и се друго што треба во населава, да си работи за потребите од населението. А за секој проблем што имат, сакаме да разговараме, не вакви незаконски и ултимативни мерки, а макар кој сакат нека било тоа. Значи, ние не оставивме никој да работи како што сакат во Подгорци, ни ово го нема да го оставиме. И никого друго. Нема шанс. Граѓански гласвите со нас. Сите што се согласуваат. Значи, ова што е, ако сакаме, можеме овдека на еден лист, овде име и презиме и подпис, одма на брзина сега. За оваа граѓанска иницијатива, оваа граѓанска иницијатива не е од Назифа, ова е од граѓаните на Подгорци. Заради тоа ние како представници на граѓаните на